Почитувани гледачи, започнуваме со празничното издание на Урбаните вести. Пред да ги погледнеме денешните теми, дозволете да ви ја честитам новата година, со желба за добро здравје и успех во реализацијата на вашите планови. Да ги погледнеме најнапред насловите за денеска. Новогодишни маркети, огромни елки и прекрасно украсување во поголемите градови во Европа. Топли напитоци за убави празнични денови. Како се облекуваат дамите оваа сезона? По големите европски градови новогодишните празници ги живеат како во бајките. Огромни елки, блискави во милион бои, прекрасно украсени улици со разни светилки и украси, како и новогодишни маркети исполнети со убава храна, греано вино и топла атмосфера. Се неверојатна гледка за секој минувач во овој период од годината. Новата година подразбира декорирање не само на домовите, туку и на градовите. Некои не трошат многу време за декорирање, а други пак со своите идеи воодушевуваат. Традицијата да се слави Нова година и Божик е стара илјадници години, а дел од неа е китењето на елки. Покрај во домовите денес елки имаме насекаде, од плоштадите до трговските центри. Во светот се е накитено во најубави бои секоја година. Огромни, блескави со милиони бои. Тие се неверојатна гледка за секој минувач. Оваа година најубавите елки ги имаат Париз, Вашингтон, Рокфелер центар Њујорк, Губио, Тајпеј, Торино, Рио де Жанеиро, Балбос, Страсбур и Лондон. Освен украсувањето со големи и прекрасни елки и разновидни светилки и украси, многу мали и поголеми градови во Европа ги имаат и своите божикни маркети, со кои се слави доаѓањето на Божик. Тие се исполнети со светилки, убава храна, греано вино и топла атмосфера. Магичната атмосфера во Виена е исполнета со 150 штандови каде посетителите може да купат божикни подароци, декорации и топли пијалоци. Дрезден, Германија, го има најстариот божикен маркет, кој содржи производи од локалните производители и занаидчии, играчки и традиционален сладок леп исполнет со суво овошје. Како дополнување на традиционалната храна која се продава во многу делови од градот, божикниот маркет, сместен во естонскиот главен град Талин, содржи и мала зоолошка градина и снежни скулптури. Страсбур во Франција е како домот на Божик. Страсбур го има еден од најубавите божикни маркети, кој е воспоставен уште во 1571 година. Тој е прв од ваков вид во Европа. Богат со локални специјалитети, пиво, печени јадења, како и занаидчиски производи. Во Будимпешта на божикниот маркет, сместен на Свети Стефан плоштадот, ќе најдете традиционални работи во дрвени штандови. Центарот на овој маркет е лизгалиштето. Но според гласањето, Загреб го има најубавиот божикен маркет трета година поред и зад него ги остави другите европски градови. Висококвалитетни рачни изработки ги преплавуваат тезгите на божикниот базар, а во комбинација со превкусната храна и вино и празничната пријателска атмосфера, Загреб е дестинација за креирање на најубавите спомени поврзани со новогодишните празници. Исто така и косовското село Петаршан, кое се наоѓа на неколку километри од Ѓаковица, пред божикните и новогодишните празници наликува на место од бајките. Дрвјата, мостот, центарот во селото, куќите и дворните места и посебно црквата и просторот околу неа се украсени со разнобојни светилки. Селото Петаршан со години наназад е најубаво украсено село во Косово. Мет Џонсон од Сан Антонио со декорацијата на својата куќа приредува вистинско шоу за неговите соседи и случајните минувачи. Поради популарноста на куќата и одличната изведба се создаваат големи гужви во сообраќајот, поради што интервенирал дури и градоначалникот. Секоја вечер светлата на неговата куќа играат на ремикс на империјалниот марш на Дарт Вейдер од Војна над звездите. Зимата е совршено годишно време за конзумирање на разни врели напитоци, кои не греат и им годат на нашите сетила, а покрај тоа совршено ги надополнуваат празничните денови, па независно дали сами или во друштво. Ви препорачуваме неколку топли напитоци. Зимата заедно со празничниот период околу новогодишните и божикните празници со себе носи магично расположение кај сите генерации.
Во пријатно домашно опкружување, покрај новогодишната елка, секојдневно уживање овозможуваат и топлите зимски напитоци. Дел од нив на база на кафе и топло чоколадо, но има и такви кои се на алкохолна основа, како греаното вино и ракија, познати уште од постарите генерации. Греаното вино е еден од омилените топли напитоци во студените и празнични денови. Доколку пак сте и обожаватели на шпанската сангрија, ќе ви се допадне овој предлог за зимска сангрија полна со ароматични вкусови. Сангријата е доста освежителна и вообичаено се пие во лето. Се базира на црвено вино, малку бренди или рум, а ароматичноста ја должи на миксот на овошје, најчесто тоа се јаболко и портокал. Во својата зимска верзија е греана и исто така со овошје, збогатана со ароми на цимет, карамфилче, анис и мускатно оревче. Зимата е препознатлива кај нас, а особено празниците, по тоа што се служи греана ракија. Греаната ракија е особено важна за студените зимски денови. Ја подобрува циркулацијата, а и активноста на нашето тело. Она што е најважно е да не се претерува со количината, затоа што последиците од прекумерни количини на алкохол се многу штетни. Затоа пијте умерено. Какаото е исто така еден од омилените пијалоци во зима. Иако го обожаваат децата, може да го пијат и возрастните, зашто е исклучително здрав и вкусен. Погрижете се да набавите органски какао прав, кој е многу поздрав од разни инстант напитоци, кои содржат во себе многу шеќер. Можете да го приготвите со топло млеко или вода и да додадете мед и зачини по желба. Во оваа категорија ќе го сместиме и топлото чоколадо. Иако многумина, овој пијалок го поистоветуваат со какаото. Топлото чоколадо е сепак малку поинакво. Погуст е и содржи какао путер, а во повеќето случаи содржи и млеко или крем што го прави многу вкусен и хранлив пијалок, но и покалорична алтернатива од топлото какао. За крај, уживајте во празниците со чаша топол напиток. Иако е студено, дамите треба секогаш да се модерно и убаво обличени, а при тоа вишто да им пркосат на ниските температури. Истото важи и за мажите. Во продолжение од прилогот ги дознаваме најактуелните парчиња во оваа сезона. За време на студената сезона, експериментирањето со облеката е многу полесно отколку во текот на летото, а со тоа и можноста да го прикажете својот стил во вистинско светло. За инспирација ви прикажуваме кои се најголемите трендови за оваа зима, представувајќи ги модните комбинации на убаво стилизираните дами. Иако е студено, дамите треба секогаш да се модерно и убаво облечени, а при тоа воопшто да им прикосат на ниските температури. Најактуелни парчиња во оваа сезона се секако капутите и јакните, а најдобро изгледаат во тандем со джемпери и ролки, волнени фустанчиња и панталони, чизми со високи подпетици или патики. Она што е особено впечатливо се плетените капчиња и шеширите со кои се дава фина завршница на комплетниот изглед. Слоевидното облекување е особено препознатливо во овој зимски период, а тоа подразбира еден заеднички сегмент, предимензионалниот топол зимски шал. Независно каков е вашиот личен стил или за која намена сте го облекле, во оваа зима секој од нас има по еден омилен дебел шал, што го обожаваме да го комбинираме во различни варијанти. Актуелни се карираните и пепито дезени, но и безвременските шалови, што лесно може да ги комбинирате со остатокот од зимските парчиња во вашиот гардеробер. Кај мажите пак интересно е тоа што се одлучуваат храбро да комбинираат повеќе бои во своите стајлинзи. Иако најчесто како зимски се третираат потемните и смирени тонови, тоа правило повеќе не важи. Оваа модна зимска сезона тренд се по светлите варијанти на джемпери. Какви временски услови ќе имаме за време на празниците? Дознаваме од Матамамита.
Почитувани, тука е крајот на ова издание на Урбаните вести. Ви благодариме на вниманието. Имајте убава празнична вечер. Довидување.